Во провокативен фустан и со доза на препознатив сексипил, младата пејачка Теја Трајковска плесна на синокешната промоција на нејзиниот деби албум Која сум јас. Тимот на ексклузив беше на лице место и ексклузивно ви носи дел од атмосферата. Ја ти честитам за албумот, кажи ми нешто повеќе за истиот. За кого работеш, колку песни има? Која може би твојата омилена од Која сум јас? Па тоа е тешко прашање, искрено. Можеби самата песна што е насловена Која сум јас би ја издвоила. Бидејќи таа го носи нели албумот, и самиот албум е доста биографско парче, бидејќи повеќето текстови се мои. И долго време го спремав ова, искрено, навистина е опфатен еден поголем дел од мојот живот и од тоа како сум созревала како артист. Така да и веќе чекав да го затворам ова поглавје. Деби албумот на Теја ќе ви понуди 10 песни, кои секоја на свој начин ќе ви ја пренесе нејзината емоција и ќе ви раскаже која е Теја Трајковска. Албумот е дело на познатиот хитмейкер Лазар Цветковски, кој за соработката со пејачката ќе каже. Веќе 5-6 години работиме и мислам дека имаме добар албум и задоволен сум стварно сработеното. Теја е еден специфичен лик што има некоја своја различна нота од другото и тоа многу ми се свиѓа и ме мотивира за да работам. Нормално на секој композитор, продуцент што и да е, си бара ние трпиме енергија од изведувачите, не? Знаете како велат, тимот кој победува не се менува, па покрај Лазар Цветковски на албумот работеше и неговата сестра Магдалена Цветковска. Здраво, Ена, како еден од луѓето кои што работеа на новиот албум на Теја, како би го опишала со 3 збора? Па со 3 збора квалитетен, добро сега, да не биде ковање. Што би било специфичен, артистичен, така некако би било. Не знам, со 3 не може да се објасни. Мислам дека навистина ова парче музика кое што Теја го понуди на публикава е навистина нешто што и така фалело на македонскава сцена. Баш не онака само како изведувач, туку навистина е вистински артист. Специфична во тоа што го работи, квалитетна, од неодамна и сама почна да ги пишува текстовите. На почеток јас ги пишував, па после заедно ги пишувавме. И сега веќе неколку песни што беа последните сама ги напиша и баш ми е мило поради тоа. Навистина се докажа и како текстописец, што ми е мене многу драго. Синоќа Теја ја уживаше својата вечер во присуство на семејството, голем број пријатели, колеги, соработници и новинари. Колеги ти дадоа огромна поддршка. Дел од нив веќе го имаа преслушано албумот, а со тоа си имаат и омилена песна од истиот. Дали го имаш преслушано албумот и која е твоја омилена песна на страна од онаа заедничката? Дефинитивно имав чест, пошто сме пријатели, се консултираме секогаш и ми ги пушташе песните. Мој фаворит е Која сум јас, ствари. И ја мислев дека ќе ја пушти таа песна пред нова година, ама она се одлучи за друга. Кога најдобро те познам, за која ќе го видиме и спотот. Има одлични 10 numeri кои верувам дека ќе си го најдат својот пат до луѓето кои сакаат да слушаат таква музика. Омилена песна имам повеќе, сигурно Пекол, Рушевени, исто така со Панчо дуетот, ми треба малку време, доста глумиме сите. Имам, значи, ја слушам многу се, ама ја веќе ја издвам оваа Рушевени. Сега ние сме рушевени, ме сруши ти. На среќата и немаше крај, а бога ми и на новитетите. Покрај деби албумот, Теја го промовираше и нејзиниот најнов видеоспот за песната Кога најдобро те познавам. Теја да се множат и хитови, а и албуми.